Марко Гостин и пријател на младенците решил своето разочарување да го сподели на социјалните мрежи, откривајќи дека на поканата пишувало дека цената на секое столче е 45 евра. Јанко и Марија ми се пријатели и штом се јави, веднаш им се јавив и им кажав дека не се нормални. Луѓе, вие не сте нормални, вие ги условувате гостите колку пари треба да донесат. Така им кажав, но уште поголемо изненадување беше нивната реакција, односно нивното опуштено однесување, напише тој. Замислете, се навределе што сум го искоментирал тоа. Па чекайте, пријатели, ме условувате да ви донесам 45 евра, односно ни помалку од тоа бидејќи има толку столчиња, а покането е целото мое семејство, тоест мајка, брат и јас. Па ако столче е 45 евра по човек, произлегува дека ние како семејство треба да додадеме најмалку 180 евра. Внимавајте, богати, додаде тој. Марко пресметал дека семејство со 3 деца ќе треба да плати повеќе од 200 евра, што според него е премногу. Мислам дека потегот на Јанко и Марија е сосема погрешен, бидејќи тие прво сакат да ја одложат венчавката, односно да ги покријат трошоците за нивната садба со нашите подароци. Не велам дека е лошо. Во Србија тоа го прават сите. Луѓето организираат свадби за да заработат пари. Ако сме искрени, не ни требаат младенците да ни кажуваат колку пари ќе им донесеме како свадбен подарок. Нема смисла, заклучил тој.